Добар ден, почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Денеска Советот ја одржа својата 32-ра седница на која што беа поместени 30 на точки, се разбира по планот за работа на Советот и истите беа донесени на оваа седница. Како поважни работи кои што ги донесовме на оваа седница, би сакал да го издвојам тоа што направивме интервенција, донесовме одлука за измена и дополнување на средствата на буџетот на општина Прилеп. Беше последната обврска административна која што треба Советот да ја заврши за да се пристапи кон изградба на ветуваното, односно ветеното игралиште, кое што е донација со партиципација, односно со кофинансирање на општина Прилеп од UNDP и програмата која што советниците ја поминаја во минатата година и зборувавме и на форумите на заедниците, граѓаните одбораа дека токму тој е проектот кој што е од примарно значење за општина Прилеп и треба да се пристапи, односно роковите велат дека до крајот на годината треба да биде завршено тоа мултифункционално игралиште за деца со кои што имаат посебни потреби. Други точки кои што се разгледаа се од формата, односно ништо позначајно, она што е тековна работа на Советот на општина Прилеп се донесоа, сега има законска врска сите јавни предпријатија да донесат планови за вработување. Законската обврска беше да се достават до Советот до 31 август, тоа го направија. На денешната седница скоро на сите предпријатија, некои беа и побрзи, па ги донесовме и на минатата седница, меѓутоа на оваа седница ги донесовме сите планови за вработување во текот на 2024 година. Треба да ги информираме граѓаните затоа што се крева секоја година голема прашина околу овие планови за вработување. Тие се само планови кои што представуваат можни вработувања во иднина во јавните комунални предпријатија. За сметка на тоа сакам да спомнам, еве како претседател на Совет, дека оваа година 2023 и 2022 година во сите јавни предпријатија е значително намален бројот на вработувањата, затоа што сметаме дека овој период треба значително да се штеди. Луѓето живеат во економска криза и така треба да функционираат и домаќински јавните предпријатија. Се функционира онака со постоечките капацитети кадровски и гледаме тоа да се сведи на минимум. Се разбира онаму каде што има природен одлив и каде што е неопходно да се пополни, тука се оди на пополнување и излегуваме од тоа милје на досегашно функционирање на политичарите на локално ниво, дека треба локалната администрација, односно јавните комунални предпријатија да бидат наполнети со партиски војници кои што не си ја вршат совесно својата работа за која што се примени во јавните предпријатија. Донесовме и одлуки за средните училишта, тие до Советот доставија програми за работа за 2023-2024 година, тоа им е законска обврска и им ги изгласавме, донесовме одлуки за извештаите за работа, односно за она се што сработиле во 2023 и 2024 година. Од сферата на урбанизмот, денеска на седницата беа поместени 3 точки кои се однесуваат на легализација, односно на постигнати услови за вклопување на бесправно изградени објекти на тројца наши сограѓани. Толку беше испорачено до Советот, толку одлуки и донесовме и направивме една техничка измена на еден детален урбанистички план, каде што имаше незначителни технички грешки, но заради администрацијата и заради Министерството за транспорт и врски мораше таква одлука да се донесе и тоа беше поместено и донесено од страна на советниците во Советот на општина Прилеп. Покрај сериозната иницијатива на општинската администрација во изминатиот период по реакциите на граѓаните и како значајно прашање требаше да се третира така, инспекцијските служби кои што се надлежни за испитување, односно за третирање на животната средина беа на терен, но денеска на седницата на Советот на општина Прилеп беше поставена и точка за информација, односно да ги информираме нашите граѓани што се досега се сработило по однос на ова, можам слободно да кажам, горливо прашање за нашата општина, затоа што сите како граѓани го почувствувавме непријатниот мирис кој што во последните денови се чувствуваше во нашиот град. Добивме сериозно известување, односно елаборација на целиот проблем од страна на најповиканиот, односно инспекторот локален за животна средина, ги образложи сите постапки кои што се досега преземени. Верувам дека и вие како медиуми, верувам дека граѓаните се запознати досега со ова прашање, затоа што имаше неколку низ на соопштенија кои што излегуваа од локалната администрација, од најповиканите инспектори. Од денешното информирање на членовите на Советот се доби впечаток дека навистина
повиканите инспекцијски служби од локалната самоуправа се на терен, се уште внимаваат на ова прашање, дека се преземени сите активности и мерки кои што им се делегирани согласно законите, позитивните законски решенија и дека затоа што сме сериозни во пристапот и кон решавање и надминување на ова прашање, дека се вклучени и надворешната канцеларија за криминалистички работи при одделението за внатрешни работи во Прилеп, вклучени се Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување. Во неколку наврати е побарана помош и е добиено присуство од Државниот инспекторат за животна средина. Добивме информација дека и градоначалникот во понеделникот лично бил во Министерството за животна средина, реагирал исто за проблем за да добиеме што е можно побрзо решение, со тоа што инспекцијските служби денеска не уверија, верувам дека и граѓаните тоа веќе го чувствуваат, дека таа неподнослива миризба која што имавме на ниво на град веќе не се чувствува во овие последни денови и дека сомнението главно дека е причинетиот пожар во кругот на фабриката 11 октомври Еврокомпозит, каде што инспекторите од надворешната канцеларија за криминалистички работи што е во одделението за внатрешни работи зеле примероци, тие примероци биле доставени на понатамошно испитување да се види дали е тоа причинителот на она што го предизвикува оној непријатен мирис на низ градот. Во саботата имаше и мирен граѓански протест на кој што имаше представници од локалната самоуправа, беа таму, се слушнаа граѓаните. Во петокот по иницијатива на градоначалникот на кој што се одржа состанок на кој што јас лично присуствував, беа повикани сите претседатели на урбаните заедници за да се представи ситуацијата и од едната и од другата страна. На истиот состанок беа присутни и општинскиот инспектор за животна средина и шефот на секторот за инспекторат и тие дадоа своје образложение. Во текот на утрово градоначалникот направи средба со најповиканите, односно граѓаните кои што најмногу реагираат, тие се оние граѓани кои што живеат во непосредно обкружување на фабриката 11 октомври Еврокомпозит и со нив е разговарано и тие и нив му е представена моменталната ситуација, значи во овој момент, во оваа фаза и од она што го добивме денеска како информација на Совет е дека инспекторите се што било во нивна надлежност направиле, дури и се е направена дополнителна иницијатива затоа што се вклучени сите служби што функционираат на ниво на град, дури и оние кои што се од централата да помогнат во разрешувањето на овој горлив проблем, што еве последниот период ги тангира граѓаните на општина Прилеп. Значи се претпоставува дека е од 11 октомври, се уште не е конкретно. Не можат да излезат со конкретен одговор од каде, меѓутоа ви кажав дека се сомневаат дека непријатната миризба која што се шири е од предизвиканиот пожар на место каде што се дислоцирал во минатото отпад кој што би при негово согорување, тлеење, не е ова пожар отворен да има пламен, туку се претпоставува дека тој тлеи, затоа што не покажувал отворен оган кога е на висока температура и се сомневаат во тоа. Меѓутоа, имаат ограничени можности и не можеме нити како општина, затоа што имаме делегирана обврска да третираме отпад. Таа е компанија која што е во стечајна постапка, е сопственик и најголем доминантен е државата. Значи, измешани се ингеренците, меѓутоа и како општина Прилеп не можеме да преземеме никакви активности во насока на отстранување тој отпад, затоа што додека не излезат анализите, додека надворешната канцеларија за криминалистички работи не излезе со конкретно извештај, дали тоа ќе биде испреќаен извештај до јавното обвинителство овде во Прилеп, дали тоа ќе биде испреќаен до друга некоја надлежна служба, не смеат службите во општина Прилеп да преземаат дополнителни активности во насока на дислоцирање на тој отпад, затоа што има по она што го добивме како информација од општинскиот инспектор, затоа што имаме и безбеден и небезбеден отпад за третирање, оној што се рачува во оваа прва група може да се дислоцира на било која депонија, меѓутоа ако се утврди по материјалите кои што се земени дека е тој небезбеден за животната средина, да има посебен третман и треба да се дислоцира во посебни услови и на посебни депонии каде што постои можност таков отпад да биде депониран.